Сега, во деновите пред четвртиот конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија, некако природно ни се наметнува потребата да влеземе во нашите работни колективи, да се сретнеме одблизу со непосредниот производител, за да ги согледаме уште еднаш неговите секојдневни напори на работното место, неговата борба со времето, неговиот преграб со радостите и проблемите што ги создава интензивниот процес на производството. Во тие напори на нашиот работен човек, во таа негова незапирна борба за пробив кон иднината, значајна улога игра Сојузот на комунистите како инспиратор, охрабрувач и доследен придружник во секоја една акција, управена кон добробитта на нашето денес и нашето утре. Се наоѓаме во пределницата во Струмица, каде што ќе направиме една мала, непретенциозна прошетка, едно кусо попатно среќавање, низ кое што ќе ја согледаме угорната врвица во животот на луѓето што го сочинуваат овој колектив. Родена сум во село Мокриево во 1943 година. Произлегувам од средна земјоделско семејство, осмолетка имам завршено во село Колешино, кое е оддалечено од моето село 2 километра. Околу земјоделството се големи. Решив да после завршувањето на осмолетката заминам во Штип, да го продолжам моето школување. Бидејќи најблисок град кај нас е Струмица, се определив за текстилна школа, а во Струмица се говореше дека ќе се гради предилница за памук. Откако го завршив моето школо во 1961 година и настапив на... Тоа се тие млади луѓе, тие младичи и девојки, кои во најголем број својот живот и својата работа ги започнаа в село, за да направат потоа голем скок напред и од довчерашни земеделци да станат оформени и комплетни индустријски работници, што ќе застанат сигурно и со знаење покрај машините и на нашата индустрија ќе го дадат својот полет, својот ентузијазам, својата желба да се оди напред. Како што почнува исповеста на Фросина Иванова, така почнуваат исповестите на најголемиот број работнички од предарата во Струмица. Родена сум во село Мокриево, или во село Русиново, Колешино или во Дабиле, за да завршат на крајот со сегашно време. А денес работам на флаери, во лабораторијата или на снимање на норми, член сум на Сојузот на комунистите, на младината и така натаму. А предарата од своја страна им отвори на овие млади луѓе нови можности и видици, нови допири со светот, со неговата современост, за да станат собственици на еден побогат, поцелосен и повеќестранен свој интимен секојдневен живот. Такви се тие денешните исповести на девојките од Мокриево или Русиново, на членовите на Сојузот на комунистите или на младината, но такви се само после едно кусо попатно среќавање. Без друго, во тие рамки постојат уште многу неискажани работи, поситни или покрупни, помалку или повеќе забележливи, што сите заедно животот го прават живот.
Но луѓето од предарата во Струмица не живеат само со убавите страни на својата работна организација. Тие не се борат само за својот раст кон иднината, туку едновремено и со иста мерка се фаќаат во костец и со проблемите што треба да ги решат сега и денес. Во редовите на овој колектив живо и нашироко се дискутира околу прашањето на ниските лични примања и покрај тоа што е општо познато дека Струмичката предара представува моќна и цврста стопанска организација. Основни проблеми на кои треба поголемо внимание да им се посветуваат како од самоуправните органи, а исто така и од основната организација на СК и целокупното членство на работната организација, а со цел да се и понатаму подобрува животниот стандард на нашиот работен човек, производач во фабриката, по моје убедување се следните. Прво, уходување на системот за распределбата на доходот на ниво на економски единици. Со овој систем и преку него, ние сме уверени дека ќе омогучиме зголемување на личните примања на работниците, бидејќи тие денеска на ниво на фабрика се прилично ниски, а можеме слободно да кажеме да и на ниво на комуна, па и република се најниските. Просечни примања во фабрика изнесуваат околу 22.000 динара, што е испод републичниот просек и многу низак на ниво на грана. Основните принципи кои се легнале во програмата за распределба на доход по економски единици се продуктивноста, економичноста и рентабилноста. Доколку тие принципи бидат сватени потпуно правилно од нашето членство, ние се надеваме дека добар дел од трошковите ќе ги намалиме, а со тоа ќе омогучиме да примањата порастат. Нема сомнение дека уште многу нешто би можело да се каже и да се прикаже. Уште многу нешто што го сочинува животот и работата на луѓето од предарата во Струмица. Но оваа наша посета на колективот спаѓа во редот на оние посети со кои ги пречекуваме своите празници и кога чувствуваме блиска потреба едни со други да се видиме и да се поздравиме.